Драги мои, започнуваме со денешното издание на Естрада Плюс. Елена Велевска повторно со нова песна, овој пат наменска. Станува збор за песната Крштевка, за која Елена вели дека се пројавила потреба за ваква песна на бројните крштевки каде што пее. Песната е доста певлива со брз и весел ритам. Мајкино злато, нека биде здраво живо, убаво на тато. Живеам за овој ден, нека биде радосен. Ајде гости на здравје. Ми се роди чедо мило. Инаку во периодов кој следува, Елена најавува полна работна агенда со бројни музички настапи како во нашата земја, така и надвор од неа. Оваа песна така од поодамна ја подготвила, ми стоеше да кажам во фиока, се додека не го најде својот тајминг за излегување и за продуцирање. Ете тоа во завршна фаза се случи изминатиот период. Така да имам уште една песна на која што работев минатиот период, но сега ќе дадам малку акцент на ова, да заживее, па подоцна ќе ја промовирам и другата композиција на која што се работеше. По неколкуте незини претходни наменски песни, како Куме заигра и Невеста, овој пат фолк дивата Елена Велевска со нова песна Крштевка. Потребата за една ваква наменска песна се наметна сама по себе, бидејќи често пеам на крштевки, а ваква песна немаше, вели Елена. Се работи за нова песна која што деновива ја промовирам, ете сега и следува и промоција на Интелевизија. Се надевам дека песнава ќе заживее кај мојата публика, бидејќи одамна очекуваат нешто народно да подготвам. И ете овој пат тоа е една наменска тема, како што добро беа познати моите наменски Куме заигра и Невеста, ете сега и Крштевка, бидејќи често се случува да пеам на такви прослави и некако осетив потреба од ваква тема да се испее. И со самата улога, како што и сум родител на 3 дечиња, ми дојде идеја да направам текст за една ваква тема. Елена се јавува како автор на текстот од оваа песна, во која има одбрани зборови кои севкупно се вклопуваат во песната. Нека биде здраво живо, убаво на тато.